Во годините на Австро-Турската војна, 1683-1699, дошло до нагло влошување на положбата на македонското население, предизвикано од големите даноци, насилства и безредијата кои ја зафатиле Османлиската империја. Поради овие причини се позачестена појава било одредени поединци ајдути или нивни групи, така наречени ајдутски дружини, да делуваат како одметници, борејки се против османлиската власт. Во тоа време, ајдутството зело широк замав на територијата на цела Македонија, а особено во Штипско, Тиквешко, Велешко, Битолско и Маријовско. Ненадејниот пробив на австриската војска на југ, до Скопје, создало можност за подигнување на вооружено востание во Македонија. По заземањето на Скопје од страна на австрискиот генерал Пиколо Мини на 25. октомври 1689 година било покренато големо востаничко движење кое по името на ајдутинот Карпош, кој застанал на негово чело, го добило името Карпошово востание. Востанието добило широки размери и за кратко време била ослободена голема територија. Се смета дека востанички центар бил градот Крива Паланка. Востаниците успеале да го заземат и Куманово, влегле во Скопје, а се претпоставува дека биле завземени и Кратово и Кочани, додека војни дејствија имало дури до Радовиш. По првичните успеси, Карпош бил прогласен за крал на Куманово. Како чин на признавање од страна на австрискиот цар Леополд I, Карпош добил од него калпак, грб, декорација и империјален патент, тоест сертификат со која му се признава власта врз териториите под негова контрола. Исто така му бил доделен и генералски чин. Се претпоставува дека во тој момент востаничката војска бројала околу 20.000 востаници. Сепак, успесите на востанието биле краткотрајни. По избивањето на епидемија на чума во редовите на пријателската австриска војска, австриците почнале да се повлекуваат од територијата на Македонија, при тоа палејки ги местата во кои била пројавена чумата, меѓу нив и градот Скопје. Карпошовите востаници останале сами да се справат со османлиската војска, која превзела енергични мерки за ликвидирање на востанието. При овие судири, најголемата битка се водела во Куманово, каде на 26. ноември 1689 година Карпош и голем дел од неговите востаници биле заробени и однесени во заробеништво во Скопје. Во близина на камениот мост, Карпош бил измачуван, а подоцна и погубен. Неговото тело било исечено на парчиња и фрлено во Вардар. Со тоа бил ставен крај на Карпошовото востание. Задушувањето на востанието имало големи последици врз домашното население, кое во огромни маси пребегнало на север, стигнувајќи дури зад реките Сава и Дунав, а дел од нив и до Русија. Цели области, посебно во северозападна Македонија, биле напуштени за секогаш, а на нив биле населувани припадници на други етнички групи од разни краеви на Османлиското царство, со што видно се променил етничкиот состав на тие области. Карпошовото востание останало да се памети, како прв масовен вооружен отпор против османлиите од нивната окупација на Македонија, а местото, под стариот чинар крај Вардар, останало долго време да се пренесува како предание за местото каде храбриот Карпош бил измачуван, а подоцна и погубен. 25. октомври, ден на кревањето на Карпошовото востание.